Не секој може да биде славен, но секој може да биде велик, бидејќи великанството се одредува преку служење. Мартин Лутер Кинг Џуниор. Добро дојавте на Беседа, македонската емисија за високи и возвишени теми. Јас сум процесорот. Јас сум свештеникот. И денешната тема е великанство. Ова е една тема која што имаме доста дискутирано и беседено со свештеникот, а имаме и работено засебно на истата. Мислам дека ќе ви биде доста интересна тема. Свештениче, ти денеска како си? Одличен. Како си ти? Па да ти кажам право, и јас сум одличен. Па дури повеќе од тоа. Не знам дали има повеќе од тоа. Великанството бара од тебе да бидеш одличен. И повеќе од тоа. Да. Во нашата претходна емисија, која што беше посветена на случувањата во Кочани, го спомнавме великанството. Го спомнавме работењето кон нашето лично совршенство, усовршување, ама и кон заедничкото, колективното усовршување. И некако природно е да се надоврземе на великанството во оваа епизода. Мислам дека добро би било да почнеме со да дефинираме што е великанството. Може? А јас ќе дадам неколку дефиниции кои што ги имам размислувано и дојдено до заклучок, па потоа ќе ги искоментираме нив. Инаку само да напоменам, околу великанството веќе работам на еден документ, на едно упатство за лично великанство и усовршување, кој што се вика Нов човек, и сакам да кажам дека имам доста време и размисли и познавање стекнато и посветено на темава. Па многу од работи кои што ќе ги спомнам во емисијава, во снимкава, се доаѓаат од таму, од документот. Кој што може во меѓувреме ќе го промена во некои аспекти. Мијето мислам дека суштината на она што ќе се беседи е таа и истата ќе остане. Така, великанство. Самиот збор доаѓа од величина, од велик, да бидеш голем човек. И сега постојат повеќе разновидни и различни дефиниции за самото великанство. Јас имам неколку. Можеби најпростата дефиниција би била дека великанството е силна надпросечност во квалитет. Понатаму ќе објаснам што значи тоа надпросечност, што значи силна надпросечност и што значи квалитет. Тоа е најпростата дефиниција, значи силна надпросечност во квалитет. Една неформална дефиниција би била поделена на две као поддефиниции. Едното би било понезност и служба кон некој достоен идеал, а втората поддефиниција би била работа на собственото усовршување или доусовршување. Тоа би била неформалната дефиниција. Значи, овие работи ја кажуваат истата работа цел време. И сега за крај би дошол и до формалната дефиниција која што ја имам напишано или одредено во упатството Нов човек. А таа може да се изрази и математички, во основа е изразена математички или квази-математички, преку користење на математичкиот принцип за вообичаено распоредување или со други зборови познато како нормална дистрибуција и одстапување од нормалната дистрибуција. Оние кои што ја знаат нормалната дистрибуција, веднаш ќе им е јасно за што станал збор. Значи, спомнав надпросечност, спомнав силна надпросечност и спомнав великанство. Надпросечност, според мене, е да припаѓаш, да го постигнеш нивото на квалитет од барем 1 сигма, односно првото одстапување од просекот, а тоа е да припаѓаш во горните 15% по квалитет. А силна просечност пак е да го постигнеш нивото од 2 сигма, односно припаѓаш во горните 2% од квалитет. И великанство е да имаш просечна развиеност од барем 1 сигма, низ целата личност или целото твое битие, а барем еден аспект да ти е развиен од 2 сигма. Ова е формална дефиниција, не мора да се фаќате околу незе. Во основа, великанството е силна надпросечност во квалитет. Тоа е мојата дефиниција која што ја користам активно низ самото упатство. Сега ќе му дадам на свештеникот да каже нешто, па може би и своја дефиниција или да ги искритикува или да ги искоментира овие кои што ги дадов сега.
Твојата дефиниција е доста опсежна и интересна. Се гледа дека си размислувал и си посветил многу часови на овој термин и на поимот великанство. Се гледа дека си ги мислил овие работи. Си ги мислил овие работи. Јас кога размислувам за некои поими, обично сакам да навлезам од аспект на споредување. Да ги споредам со некој друг поим кој што или подобро го знам или е попознат во општеството, за да можам да направам споредба на сличности и разлики, со цел да видам да си го разјаснам значењето на самиот термин. И заради тоа јас великанството, кога размислував за што е тоа великанство пред многу години, го споредував со успехот. Значи успехот е еден термин кој што е многу популарен во општеството моментално и многу користен и еден вид на синоним со целите во животот и со себереализација и така натака. Меѓутоа, терминот успех во нашето обкружување и во општеството генерално, па и во светот, добива многу негативни аспекти со себе и самиот термин почнува да завзема еден вид на негативен аспект и негативно значење. Сега, успехот, по моето разбирање, како јас го гледам и како мислам дека општеството главно гледа на него во својата световна форма, тој е поврзан со краткорочни цели или пак со долгорочни цели, меѓутоа поврзани со его, со надворешни признанија, со пари, со статус, со слава и така натака. И тој е главно воден од его, од амбиција, меѓутоа нездрава амбиција, од желба за докажување пред другите и така натака. И во оваа форма успехот секогаш носи празнина, бидејќи е фокусиран на материјалното и површното, а не на суштинското. Обично, скоро сите луѓе повеќе или помалку бркаат нешто што наликува на овој успех кој што јас го дефинирав сега. Меѓутоа, бркањето на успехот по секоја цена неминовно не доведува да се најдеме во ситуација каде што го жртвуваме своето здравје, ги жртвуваме своите вредности, ги жртвуваме нашите односи со другите луѓе и со оние блиски. Зошто? За да стигнеме до врвот, до она илузорно место кое што мислиме дека ќе не направи конечно да вредиме како личности, како луѓе. Великанството пак е така нов термин или термин кој што произлегува се повеќе и повеќе, се пројавува и е еден вид на се што е позитивно, се што било позитивно од терминот успех, меѓутоа со додаден нов елемент на одговорност, духовност и свесност. Великанството е нешто што не може да се измери со бројки, со аплаузи и така натака. Великанството е длабоко, трајно, лично. Тоа значи да работиш на себе, да бидеш сигурно да бидеш признаен и да бидеш пример во твоето обкружување, да оставиш позитивен впечаток врз светот или барем во оној дел од светот во кој што имаш допир. И пред се, значи најважно, великанството не е водено од желба за признание, туку од искрена намера да направиш добро, да инспирираш, едноставно да оставиш нешто што ќе трае подолго од тебе, да оставиш наследство. Ама добро, позитивно наследство. Великанството не бара луѓе, не бара публика, не бара фанови и така натака, туку останува да живее во тебе, твојата лична сатисфакција и понекогаш останува и во делата кои што остануваат после тебе. Меѓутоа, пред се великанството е еден личен процес кој што може, но и не мора да се манифестира, иако најчесто ако го живееш правилно се манифестира и секогаш е позитивен и секогаш е пожртвуван и остава длабоко влијание кај сите кои што го гледаат тоа. Токму така. Во основа,
Бидејќи ја спомнав нели дека најпростата дефиниција е дека великанството е силна надпросечност по квалитет. Не дојдов да објаснам што значи квалитет во таа дефиниција. Квалитетот се гледа во однос на колку се поклопуваш во однос на некој достоен идеал. Сега, тој идеал во крајна линија е Бог, зашто Бог е совршен, не може друг да ти е идеал, но може на друг начин да си земеш некои по-конкретни материјални изрази на идеалот. Еден пример е Исус Христос. Исус Христос е еден вид на Бого-човек, Бог кој што станал човек, кој што се изјавил како човек. Може би не еден пример, туку единствен. Па, не знам, веројатно има, знаеш, и во основа, знаеш, сите оние кои што биле на врвот на хиерархијата во минатото, луѓето ги сметали како вдахнати од Бог. Фараоните биле такви, не знам, во Вавилон, во Сумер јакат тие што беа хероите, Енумелеиш, нели, овие митовите и така нато. Гилгамеш, да. Значи, сите тие се вдахнати од Бог, сите тие се како еден вид на синови на богови, па дури и Херкул е син на Зевс, нели, со смртна жена, практично е направен. Тоа што сакаат луѓето што сакале да го кажат со тоа е дека оној кој што треба да ти биде достоен идеал, врз однос на кој ќе се мериш, не може да биде нешто материјално само. Тој па е нешто во материјалниот свет, ама е Бог. Тоа значи дека е надматеријалниот свет и дека ти ќе се мериш во однос на Бог. Само изјавен во некоја си материјална форма, затоа што Бог како Бог сам по себе тешко е да се дефинира. Ама Бог како Исус Христос, како човек кој што одел, кој што бил хипердоблесен, кој што на крајот се жртвувал за гревовите на човештвото и на луѓето. Тоа е идеалот, тоа е, јас имам и кажано, претходно имам изјавено дека сметам дека е Исус теоријата на човештвото за совршениот човек, за јунакот, практично, за архетипот на јунакот. И сега, бидејќи зборував за квалитет, квалитетот е, кога ќе гледаме во најпроста дефиниција, квалитет е поклопување со некаква идеална замислена состојба. Ако ти го земеш, да речеме, пример, не мора, ама ако го земеш Исус Христос за твојот идеал, колку си квалитетен ќе зависи од тоа колку се поклопуваш со Исус Христос и со неговите квалитети, со неговите одлики. И така можеш да практично ти нема да се мериш со другите луѓе, нема да се мериш со колку пари имаш во светот, што сите тие работи се небитни. Колку можеш да скокнеш во светот, колку можеш да истрчеш, колку пари имаш, колку компании имаш, каква кола имаш, каква жена имаш. Сите тие се надворешни работи кои што во крајна линија се небитни. Главната работа, она што е битна, е дали ти се поклопуваш со идеалот, со Господ Исус Христос. И колку се поклопуваш со него. И тука ќе се види каде се наоѓаш ти на твојот пат кон великанството. Значи, ова е процес на пред се е процес на внатрешно великанство. Великанството е процес на внатрешен е тој процес. Значи, прво работиш на себе си. Нормално, природно е да, кога ќе работиш силно на себе си, после тоа да има и позитивни ефекти надврз према надврешниот свет, према материјалниот свет, кај другите луѓе. Тоа е природно. Меѓутоа можеш да почнеш на себе си право. И самиот идеал и самиот тој достоен идеал спрема кој се мериш, треба да биде нешто кое што е надвор од овој свет, нешто надприродно, нешто божествено. Не за џабе викаат не треба да се надпреваруваш со другите, треба да се надпреваруваш со себе си и со тоа што си бил и со тоа што сакаш да бидеш утре. Тоа е токму тоа. Тоа е тој достоен идеал. Што сакаш да бидеш утре? Сакаш да достигнеш нивото на Исус или на Буда или на било кој некој, на Махатма Ганди, без разлика. Ако сакаш, земи си го како идеал и работи на тоа да се усовршуваш себе си за да го достигнеш. Не значи дека ќе го достигнеш. Меѓутоа, самата работа и подобрување ќе те направи великан. Да, ова беше многу добро кажано, поготово затоа што моите размислувања исто така се во склоп со исто тоа што го кажам, мислам дека ги кажа истите работи кои што сакав да ги кажам. Јас Па да ја завршиме емисијата. Па добро, си го кажам јас мојот. Јас великанството го делам на 3 дела или 3 аспекти, 3 видови на великанство. Ке ги набројам, значи тоа се внатрешно великанство, лично великанство и надворешно или светско великанство. Внатрешното великанство, првото,
е основно и најважно. Како што каже и процесорот, од таму почнува све. Без него не можеш да ги постигнеш овие други две видови на великанство и доколку успееш нешто да постигнеш што би налекувало на надворешно или лично великанство, тоа би било лажно и погрешно, бидејќи не е автентично и не потекнува од твојата душа. Туку е некој вид на глумење. Внатрешното великанство можеме да кажеме според тоа и дека е единствено великанство, бидејќи тоа е јадрото, сршта од кој што потоа се шири она светско видливо великанство кое што другите луѓе го препознаваат. Само да ни скоментираме на работа ако може. Ова многу ме потсети на Аристотел, го читав пред неколку години, убаво. И многу ме потсети на работа што го имаше кажано он, нели, бидејќи он е етика на доблести практично има создадено. И според него имаше една интересна изјава, вика доблесен е човек кој што со текот на времето станал доблесен и се усовршил и работел на тоа да стане доблесен. Не можеш да бидеш доблесен наивен. Например, може би некое дете, например, да направи постапка која што е доблесна во ефектите, меѓутоа тоа дете не е доблесно затоа што не е наивно, е доблесно, не знае што прави. Туку доблесноста е кога долго време ќе работиш да се усовршиш себе си и да се промениш себе си, да станеш внатрешно доблесен. И тоа е најбитното, она што го кажува. И потоа ефектите ќе следат природно, нормално. Меѓутоа не може дури ако правиш ефекти кои што се позитивни, а не знаеш зашто ги правиш, не си доблесен според него. И мислам дека многу се поклопува со ова и многу држи вистина. Извини што те прекина. Да, мислам, многу ми е мило кога некој ќе каже дека моите зборови го потсеќаат на Аристотел. Меѓутоа, апсолутно, баш тоа ми беше и поентата, дека секоја постапка на човекот која што не потекнува од својата длабока срж внатрешна, од автентичноста, без разлика колку личи велика и добра и позитивна, не е вистинска. Може би е позитивна, меѓутоа не е автентична и не е оригинална. И сега да се вратам, значи, на првиот вид на великанство, тоа е внатрешното великанство. Ова представува еден вид на процес на усовршување на сопствениот психички и духовен максимум и едно континуирано патување кон самопознавање, кон развој на личната мудрост, кон постигнување на внатрешната хармонија. За да се постигне, тој си бара многу работа. Значи си бара длабока интроспекција, си бара надминување на сопствените слабости, борба со сенката, градење на силен карактер, така натака. Ова се све процеси кои што траат со години, со децении, некој од нив и никогаш не завршува, така да внатрешното великанство е еден вечен, континуиран процес, кој што се работи макотрпно и искрено и со свест. Се манифестира во светот преку способноста да се справуваме со животните предизвици, пред се со смиреност, со еден вид на стоицизам, со негување на сопствениот ум и дух, значи самодоверба, со живење во согласност со нашите највисоки вредности, значи не дозволуваш да ги подкопа светот своите вредности и така натака. Значи тоа е основата врз која што се градат сите други форми на великанство, бидејќи личноста која е внатрешно стабилна и исполнета е способна да влијае позитивно врз своето опкружување. На друг начин не може. Сега вториот тип на великанство, тоа е личното великанство. Ова великанство најчесто природно се манифестира кога веќе ќе достигнеш една солидна количина, да речеме, солидна состојба на внатрешно великанство, ти веќе почнуваш да го манифестираш, тоа неминовно е да го манифестираш и ти постигнуваш лично великанство. Тоа подразбира морална, одговорна, достоинствена работа во своето непосредно обкружување, потоа е една способност да се биде пример за другите, преку своите дела, преку однесувањето, преку ставовите. Едноставно личноста која што
ги практикува ваков тип на великанство, од светот се гледа или личи или светот го признава како чесен, како емпатичен, како посветен кон заедницата или посветен кон семејството или посветен кон фирмата во која што работи и така натака. Потоа личното великанство, значи пред се личното великанство се огледува во секојдневните активности. Значи не е нешто кое што ти ќе го постигнеш, ќе го направиш, туку начинот на кој што го правиш, начинот на кој што комуницираш, на кој што ги поддржуваш луѓето околу тебе, им помагаш, се сочувствуваш со нив. И пред се, не, за разлика од успехот, нели како што кажав, не бара глобално признание, туку има една искрена желба да направи разлика во животот, да се најде тука за оние кои што му се најблиски. Едноставно, личното великанство е еден столб каде што својот личен микрокосмос кој што го имаш околу тебе, го користиш за да ги инспирираш другите да го постигнат своето внатрешно великанство. Значи ги инспирираш да го следат твојот пример. И потоа на крај доаѓа и надворешното, светското великанство, кое што не мора да секогаш да се создаде, меѓутоа некогаш кај некои индивидуалци, кај некои индивидуи се отвара прозорец каде што тие можат да постигнат и едно светско великанство или да манифестираат своето внатрешно великанство и своето лично великанство во светот за сите да го видат. И тука морам да напоменам пред да го објаснам ова светско великанство дека не значи дека оние кои што постигнале светско великанство се поголеми великани од оние кои што достигнале лично великанство, меѓутоа не успеале да се манифестираат во светот. Не, туку едноставно оние кои што постигнале светско великанство биле во најмала рака исти или помали со другите, или во најмала рака исти, меѓутоа им се отворила шанса, прозорец, и тие ја прифатиле таа шанса, се одважиле и постигнале еден вид на надворешно или светско или глобално великанство. Тие луѓе се еднакви на другите, на личните великани, на внатрешните великани, меѓутоа успеале, имале среќа да речеме или шанса да направат некоја поголема промена од микрокосмосот кој што го имале околу себе. Значи надворешното или светското великанство е всушност оној позитивен успех кој што има глобално влијание и тоа е форма на великанство кој што ги надминува границите на личното обкружување и остава трајни промени во светот. Светското великанство или надворешното великанство може да се постигне на различни начини. Може да се постигне преку иновации, преку уметност, значи некои уметнички дела, преку хуманитарни активности, преку лидерство на одредени држави или различни организации и така натака. Значи манифестирање на лидерски способности кои што инспирираат и кои што ги мотивираат милиони луѓе. И личностите, како што кажа процесорот, кои што го оствариле ова великанство, често ги користат своите таленти и ресурси за подобрување на човештвото. Всушност, користат, тоа е природен процес на еден великан, да ги искористи сите средства кои што ги има на располагање, за да го подобри светот. Што друго можам да кажам за надворешното великанство? Значи, тоа е една највидлива, најизвикана форма на влијание или најизвикана форма на великанство и неговата вистинска вредност не лежи во тоа што е извикан, туку лежи во позитивниот ефект што го има врз идните генерации. Одлично, баш се реков, ајде не те прекинувам, и тоа убаво што го спомна, дека третиот вид надворешното или световното великанство не е побитно од другите. Не само што не е побитно, туку често многу луѓе се великани зашто така им се погодило, а не затоа што работеле на себе си и почнале од почеток. Нели оно што го кажувавме од внатрешно, па лично, па световно. Многу често се случува да е правиот човек во правиот момент. Од друга страна,
Е исто како со секоја друга работа, знаеш, како еден спортист кој што се спрема, вежба за оние 5 минути, кога доаѓа над преверот и кога сјае, звездата му сјае. Значи, ако почнеш од внатрешното, како што и треба да почнеш, ако продолжиш кон личното или во блиската околина, да речеме, тогаш ги зголемуваш шансите да кој ќе се погоди, ако воопшто дојдат 5 минути, кој ќе се погоди, да можеш да го примениш сето тоа што си го стегнал како великанство, за да го пренесеш на поголем световен ефект. Нели, тоа е идејата. И само би додал дека има многу среќа во истата работа. Значи, многу од работи не зависат од тебе. Дали ќе се погоди шансата. Че треба така да се склопи, треба знаеш да се погоди слушувалката за ти да бидеш оној дел кој што фали. Меѓутоа, да бидеш великан е твоја работа. Едноставно тоа тука нема среќа, која е твоја одговорност. Да. И затоа викам, она внатрешното и личното великанство, тоа е твоја работа и тоа практично имаш одговорност тоа да го правиш. А дали ќе се погоди ти да имаш и световен ефект, тоа е друга работа. Ако имаш, супер. Ако немаш, никому ништо. Така што, многу убаво тоа што го спомна, практично ова невозможува обезхрабрување, а и отфрлање на одговорност. Во смисла, па јас не можам да го сменам светот, па сега немаш да работам на себе си. Не е така. Ќе играм игрици на компјутер. Ете така. Тоа што ние се обидуваме тука да го потикнеме кај вас е секој од нас има, како да кажам, нагон кон великанство. Секој од нас. Ама на многу од нас ни е затапен и умртвен и поспан. Тоа што се обидуваме јас и свештеникот да го потикнеме тука во беседа како општа една тема која што се провејува низ целата наша емисија и да бидеме доблесни и да работиме на собственото великанство. Затоа што тој нагон го има во вас и можете да бидете великани. И не само што можете, туку треба и мора и имате одговорност да се усовршите себе си до максималната степен кој што можете да го достигнете. И интересното е дека кога ќе тргнете на овој пат, главната идеја или главниот став треба да биде дека веќе сте, само треба да го поминете процесот за да стигнете. Инаку веќе сте, тоа е одлучено, веќе решено е. Само треба да дојде времето, да дојде мигот и да помине целиот напор. Сега, зборуваме за великанство, јас во дефиницијата на почетокот спомнав дека тоа е еден вид на надпросечна развиеност. И што би значило тоа, нели? Треба да го покриеме. Тоа ќе можат нашите следачи да го видат во упатството кое што го пишувам. Меѓутоа за сега, според мене има 9 области на личноста и идејата е дека треба во сите тие 9 области на личноста да бидеме надпросечно развиени. Некој повеќе, некој помалку, меѓутоа кога зборуваме за лично и внатрешно великанство, има 9 области на личноста кои што треба да ги развиеме на надпросечно ниво. А едно од нив на силно надпросечно ниво по квалитет. Тие 9 области на личноста се следниве. Под 0 дух, под 1 физика, под 2 емоцио, под 3 рацио. Овие се наредени во една хиерархија по битност или по меѓузависност, а потоа идат уште 5 кои што не се наредени по хиерархија и се протегаат низ целата личност и низ сите овие 4 претходно. А тие се вредности, искуство, способност или грамотност, создаваштво и заедничарење. Значи, 9 области на личноста се дух, физика, емоција, рацио, вредности, искуство, способност, создаваштво и заедничарење. Овие се сите области на личноста кои што според мене еден човек треба да работи да ги развие на надпросечно ниво, да вложи напори, да се мрдне од медиокритетската ситуација, онаа просечна која што можеш во нејзе да живееш, особено денеска во овој свет на удобности, да се вложиш себе си и да ги развиваш сите овие области, за да станеш пред се внатрешен великан, а потоа и личен. А ако работиш на себе си и на сите овие 9 области на личноста, ако е така судбината да се погодат 5 минути, ќе станеш и световен. Свештениче? Така е, ти спомна нешто на почеток околу одлуката да се биде великан.
и велиш ако си одлучил да бидеш великан, веќе си великан. Тука мислам дека не те разбрав баш добро. Си, ама во иднината. Така. Треба да кажам дека штом одлучиш, штом си го разбудиш, практично тоа веќе постои во тебе тој нагон. Меѓутоа штом го разбудиш онака свесно, нека ќе сакам да не само сакам, туку ќе станам великан, тоа веќе е постигнато. Само ти треба, како да кажам, логичниот процес да го изиграш за да го постигнеш во иднината. Меѓутоа тоа е веќе одлучено и постигнато е. Само треба логично да се спроведе од својот логичен крај. Така е, со тоа што јас сакам да кажам дека тоа не е лесен процес. Лесно е да одлучиш, сите луѓе можат да одлучат, иако многу луѓе се плашат дури и да одлучат, тоа е точно. Меѓутоа, од кога ќе одлучиш, сега треба и да го направиш. Че тоа не значи дека ќе се направи самото, туку бара посветеност, бара длабоки промени во начинот на кој што размислуваме, па и во начинот на кој што чувствуваме, а тоа понатака и во начинот на кој што делуваме, во кој што правиме постапки во светот. Значи не е лесен процес. Не е воопшто лесен процес, ќе има многу страдање на патот. Во суштина, страданието е тоа што те усавршува, што те тера да работиш да бидеш подобар. Јас не сакав да кажам дека ако веќе одлучено и постигнато практично во иднината дека нема да биде тежок патот, туку дека и да биде тежок патот е сеедно, затоа што и низ целата таа тешкотија ќе успееш да го постигнеш тоа. Апсолутно сум убеден дека ќе успееш. Штом го разбудиш нагонот за великанство во себе си, апсолутно сум убеден дека самото страдание, прво ќе го очекуваш, ќе знаеш дека е така. Дека во основа се што е вредно е тешко. Нема заобиколување околу тоа. Тоа е една работа. Со самото тоа поимање, самото страдание ќе го нема да го гледаш како нешто што треба да го одбегнеш, туку ќе го гледаш како алатката која што ја користиш за да се усовршиш и да постигнеш великанство. И на крајот не може да кажам дека ќе се заљубиш во страданието или ќе ти стане послабо или ќе го снема, не е точно. Уште ќе патиш, ќе страдаш, ќе те боли, на моменти ќе се загубиш во работата. Меѓутоа, во големата слика, страданието ќе ти биде алатка, а не нешто што треба да го избегнеш. Така е, да. Самиот процес на станување великан си имам некои да ги наречеме точки кои што мора да се постигнат и кои што исто така делуваат и како патокас, кои што покажуваат дека имаш напредок и веќе знаеш насоката во која што треба да се движиш. Може би и нивото, внатрешното свое ниво во кое што можеш да измериш колку си станал великан во однос на она што го посакуваш или во однос на она што ти е автентично. Пред се, значи, како што кажав, се започнува со внатрешното патување. Значи со онаа внатрешна трансформација. Тука пред се е борба со стравовите, борба со егото, онаа замислена персона која што е составена во главном од твоите трауми и од твоите несвесни патци на однесување кои што ти се вградени како мал, значи оние условени верувања, условени активности кои што ги правиш без свест и кои што те ограничуваат да бидеш автентичен и да бидеш великан. Будизмот и хиндуизмот, меѓутоа јас верувам дека и сите други религии, всушност не верувам, туку го знам тоа, пред се не учат да станеме великани и да бидеме внатрешно да се трансформираме преку наблюдување на своите мисли, преку наблюдување на чувствата, борба со нашите слабости, меѓутоа преку прифаќање на нашите слабости и работење на постигнување на одредена хармонија во себе. Значи, според духовните учења, тоа е приодот кој што јас го имам во мојот живот, го базирам мојата внатрешна трансформација на сите духовни учења, најдоброто од сите духовни учења, и имам видено дека внатрешната трансформација, која што е почеток на постигнување на великанството, е еден процес на будење на автентичното јас, на автентичноста во тебе, каде што се движиме од
егоцентричност, од егоизам, од нарцисизам, од незрелост кон свесност за една универзална поврзаност која што имаме сите ние. И тоа самото по себе ти носи една универзална одговорност. И потоа, кога веќе тоа ќе го постигнеш во одредена на доволна мерка, потоа идеш кон тоа кон една потрага по повисоки перспективи. Ги надминуваш секојдневните предизвици, се издигнуваш над нив, развиваш еден вид на световна, меѓутоа и духовна визија, ги препознаваш кои ти се пречките за раст и кои се надворешните, веќе почнуваш и на надвор да работиш, кои се надворешните пречки кон твојата автентична реализација и почнуваш да делуваш во светот и кон себе со мудрост, со љубов, со зрелост, ги прифаќаш оние неуспеси кои што се неминовни, со голема доза на мир и учиш да живееш со неизвестноста во животот. Ова се аспекти на еден великан, на еден достоен човек кој што не може да биде потресен од светот, бидејќи длабоко е втемелен во себе. Од тука доаѓа и оноа меме кој што го користат обично десничарите како втемелен, кога некој ќе направи нешто добро, велат ова е втемелен. Всушност оно што сака да кажат е дека овој човек постигнал внатрешно великанство. И кога ќе ги развиеш овие вредности, значи веќе си постигнал духовна хармонија во себе, си развил одредени вредности, си ги втемелил во себе, тоа се гледа веќе на надвор, препознаваат луѓето. Сега веќе почнуваш со едно активно изразување на својата автентичност. Великанството почнува да се пројавува. Се изразува твојата вистинска природа, твојата душа, твојата уникатност. Го следиш својот повик, си одлучил кој е твојот повик и почнуваш да го следиш. И сега тука веќе се манифестира некоја храброст да се бориш со светот, да го издоминираш кога треба, меѓутоа и да се повлечеш кога ќе треба да се повлечеш, едноставно да излезеш од школката, од внатрешната школка да речеме и да манифестираш целата твоја сила внатрешна и на надвор. Меѓутоа во одредени мери, значи не до таа мера и да ги потиснеш другите, туку до одредена мера каде што сметаш дека е здраво и корисно за сите. И на крај, секако, кога ќе се изразиш себе си автентично и кога ќе постигнеш оние посакувани цели, или барем ќе се поставиш себе си на правилен пат кон постигнување на своите автентични цели, сега тука веќе има служба кон другите. Значи сега веќе си ги постигнал целите, си достигнал внатрешна зрелост и така натака, си составил еден вид на микрокосмос или комуна околу тебе, за која што се грижиш, која што ги сакаш и така натака, и сега е време да се жртвуваш во одредена мера. Значи, тие дарови тие плодови кои што се во тебе, да почнеш да ги даваш на другите, да ги инспирираш, да им помагаш, да ги водиш, да им бидеш лидер, да им бидеш учител и така натака. И секако, на крај, сите овие работи кои што ги кажав, ниедна од нив не е финална цел. Јас не верувам дека великанството е цел која што може да се постигне, туку мислам дека великанството е вечен процес, континуирана пракса. Секогаш работиш на себе, секогаш се надминуваш себе се повеќе и повеќе, и како што се надминуваш се повеќе и повеќе, твојата перспектива и твоите вредности стануваат се подлабоки и подлабоки, и психолошки стануваш се по-богат и подлабок, и тоа се изразува на надвор, стануваш се по-автентичен и се по-уникатен и се по-способен. Твоите цели стануваат, да речам, се по-добри и по-усовршени, и може би сигурно и твојата способност да ги постигнеш, и секако на крај и твојата служба кон другите станува се
перфектна и се повеќе усовршена, да речам. Така да великанството е процес. Како што зрењето е процес. Сушто зрењето е одење кон собственото великанство, нели? Да, зрењето е постигнување на великанство. Ти спомна една многу интересна работа и сега ми отвори една нова перспектива, а тоа е дека го спомна будизмот и ми текна дека всушност нели будизмот не се занимава со надворешни богови материјални, туку се занимава со внатрешен бог, нели? И сега ќе успоредам со Буда со Исус. На Буда работата е пред се внатрешно великанство, а потоа и лично. И тука застанува. Во основа не се занимава многу со светот. Со светска револуција. Од друга страна, на Исус приказната е, он веќе има вдахнат е од Господ, бидејќи е негов син, односно е Господ. Меѓутоа уште не е свесен за тоа. Треба да се разбуди за истото, да го крсти Јован, да медитира, односно во, нели, кај, како се каже, грмушката, и да се практично да се разбуди за тоа дека е вдахнат од Господ. И тоа е дел од работата на личното великанство, односно оној дел од 9 области на личноста, на дух, тоа е како област. Арно, ама понатаму приказната на Исус продолжува во лично великанство во неговата околина, меѓутоа почува да шетува насекаде низ Јудеја, нели? И на крајот во пракса достигнува светско великанство, затоа што станува најпознатата личност во историјата на човештвото. Значи неговиот пат е од низ сите овие три нивоа. И по овој логичен редослед, како што го кажавме, прво својот внатрешен, лично во неговата околина, па светско великанство. Нели интересна една забелешка вака? Апсолутно интересно. Да, до сега не сум ја ни размислил. Значи, можете да бидете великани. Треба да бидете великани. Не го губете времето на глупости и на небитни работи, небитни нешта. Кога можете да бидете толку многу, кога можете да постигнете толку многу, може да се приближите до она што ви е ваш идеал. И тогаш ќе бидете навистина срекни и исполнети. Повторно ќе го спомнам Аристотел тука. Видиш Аристотел колку се поклопува, уште пред Исус е. Аристотел, а многу се поклопува со сите овие работи. А тоа е дека според него ако си доблесен и долго време си доблесен, ќе постигнеш еудаимонија, односно среќа. Значи, истите работи се повторуваат и се повторуваат и се повторуваат. Апсолутно, ама вистината е една иста. Значи, без разлика која доба сме ние и колку сме напреднале технолошки, умствено и така натака, вистината е една иста. Тоа е еден природен закон кој што се проткајува во реалноста и или го знаеш, или го објаснуваш, или не го знаеш. Да, токму така. Па свештениче, мислам дека тука негде се приближуваме на крајот на оваа емисија. Да дадаме носиже, па практични и прагматични совети. Накратко, во денешната емисија разговаравме за великанство. На почетокот дадовме дефиниции за великанство. Јас дадов една, речеме, најпростата дефиниција која што дадов е силна надпросечност во квалитет. Потоа дадов и формална дефиниција, неформална дефиниција. Мислам дека најбитно од сите тие е да се забележи дека великанството е понизност и служба кон достоен идеал. Потоа коментираше свештеникот кој што даде своји три аспекти на великанството. Тоа се внатрешното великанство, од кое што треба се почне да се работи. Потоа е личното великанство, кое што се работи во блиската околина, да речеме, така да ја крстиме. И ефектите му се гледаат директно тука, непосредни се. И на крајот третиот аспект е световното великанство, кое што многу често зависи од среќата и од 5 минути. На некој му се отклучила, на Исус му се отклучила, на Буда му се отклучила, затоа ги знаеме сега, на Махатма Ганди му се отклучила. Меѓутоа, на многу луѓе не им се отклучила. И е небитно. Битно е, тоа не значи дека го е намалува великанството на човекот. Напротив, човекот станува великан уште при првиот внатрешно великанство. Само што потоа природно се префрла на овие другиве нивои, природно почува да зрачи со таа енергија, да речеме, со таа доблесност, со силна надпросечност во квалитет. Јас ги спомнав потоа 9 области на личноста,
Спомнав дека работам на еден документ кој што се вика Нов човек, тоа е за лична преобразба и станување, односно работење кон личното великанство. И на крајот кажавме дека можеме да работиме на личното великанство и дека не само што треба, туку имаме и силна морална одговорност да одговориме на тој повик кон великанство, наместо да си го губиме времето на небитни работи. Од кај го знам ова? Го знам бидејќи Бог е во вас, а Бог е совршен. Кога ќе кажам дека веќе ако си решил да работиш на личното великанство, тоа е веќе постигнато за тебе. Постигнато затоа што веќе си Бог. Во тебе е Бог. Само треба да стигнеш до тој логичен крај. Треба да решиш нормално. Ете тоа би било тежето, ако не пропуштив нешто, свештениче можеш со практичните и прагматичните совети. Како што кажав, јас великанството го делам на 3 дела, на 3 вида. Внатрешно великанство, лично и надворешно или светско. И сите овие си носат своји предизвици, си носат своји цели кои што треба да се постигнат и континуирано да се постигнуваат. Внатрешното великанство бара да работиш на самоспознавање, да одвоиш време за интроспекција преку медитација или преку самоанализа и многу други различни методи, да развиваш позитивен ум, значи да ги надминеш тие негативни мисли и да имаш позитивен и стоички став кон животот. И на крај, веќе кога почнуваш да се манифестираш кон личното великанство, треба да поставиш лични вредности кои што те исполнуваат духовно и психички и да ги следиш. Кога ќе станеш или кога почнуваш да стануваш личен великан, кога почнува да се излива тоа од тебе, треба да бидеш пример, да се однесуваш морално, одговорно, со интегритет, секој ден од твојот живот, треба да им помагаш на другите, да бидеш поддршка и да градиш здрави односи, искрени односи, ги почитуваш луѓето околу тебе и така натака. Доколку ти се отвори, меѓутоа и без да ти се отвори шансата да станеш светски великан, ти треба да го следиш својот повик, своите цели, да се трудиш да оставаш позитивен отпечаток. Значи не е во вид на со цел да те сакаат, туку едноставно знаеш дека тоа е позитивно и ги користиш своите таленти за подобрување на светот. И секако мислиш глобално, делуваш локално. Работиш на она околу тебе, меѓутоа постепено тоа се шири. Ако имаш среќа, тоа ќе се шири и ќе има поширок ефект. Што друго можам да кажам? Биди дисциплиниран, прифати ги неуспесите и прифати ја неизвестноста, таа е неминовна. Мора да имаш неуспеси и како ќе се однесуваш со нив, тоа е многу важно. И животот е служење. Служи со љубов. Еден последен совет. Кој е начинот настојчиво и доследно да работиш на сопственото великанство? Многу е просто. Секогаш бирај да ја правиш исправната работа, без разлика дали е потешко или полесно. Да живееш, значи да се бориш. Робот за слобода, а слободниот за совршенство. Јане Сандански.